Успесите и позитивните резултати на фудбалскиот клуб Малеш од Берово, кој се надпреварува во третата фудбалска лига Исток, ја активираа малешевската дијаспора во Соединетите Американски држави да придонесат за помош на клубот. Апелот за помош и љубовта кон градскиот фудбалски клуб Малеш допреа до нашиот сограѓанин Александар, кој повеќе години живее во Америка, да организира онлайн донаторска кампања, на која, како што вели, досега донирале задоволителен број наши сограѓани. Долгогодишното искуство во повеќе вакви кампањи, додава Александар, досега собрале стотици илјади долари, а неговата искрена намера да помогне допринело да се роди оваа иницијатива. Имајќи долго искуство со донаторски кампањи за неколку непрофитни организации на Соединетите Американски држави, веднаш му ја продолжив идејата на тренерот Дамјан. Моите кампањи имаат соберано стотици илјади долари за Make-A-Wish и Children's Organ Transplant Association преку годините и мислам дека ќе имаме добар одзив и сега. Од Малеш ми ветија дека се ќе биде транспарентно и секој еден долар ќе биде искористен за потребите на клубот. Јас им верувам 100% и знам дека имаат искрени намери да го поткренат фудбалот на ниво на кое му доликува на еден од најстарите фудбалски клубови во Македонија. Љубовта кон фудбалот, а особено Малеш, ми е врежена во срцето од мал. Кога играше Малеш, јас и татко ми Кирил и мојот брат Дарко остававме се за да одиме на надпревар. Многу пати имавме одено со екипата на гости, а никогаш испуштено домашен надпревар. Недела на домашен терен беше како празник. Трибините беа исполнети до последното место и имаше еуфорија која го поткреваше адреналинот до максимум. Оваа кампања е нешто најмалку што можем да направам за Малеш и им посакувам многу успех на управниот тим и на сите играчи. Голема благодарност за сите што досега имаат донирано, а имам верба дека ќе има уште повеќе. Донациите се претежно од наши сограѓани од САД, вели Александар, но има и од други делови од Македонија и диаспората. Досега се донирани над 1500 долари. Тој упати апел до сите иселеници во светот, доколку се во можност да донираат и да се вклучат во кампањата. Еден апел до сите наши иселеници низ целиот свет, да ја споделуваат кампањата почесто и дотолку се во можност да донираат. Уште еднаш огромна благодарност до сите донатори. Без нив, мојата иницијатива не значи ништо. Берово заслужува да има клуб во националните лиги и ОФК Малеш е на прав пат да го оствари тоа. Главата горе, момци. Напред Малеш. Во спортот се потребни многу средства за еден клуб да обстојува, а амбициите на нашиот фудбалски бисер од Берово за влез во втората фудбалска лига налагаат поголеми финансии, рече председателот на клубот Новица Печински. Новата управа на клубот, додаде Печински, се бори на транспарентен начин да го воздигне клубот на нивото кое го заслужува, а сето тоа не би успеало без поддршката од локалните предприемачи, општината и сите кои допринесуваат за фудбалот во градот. Тој упати голема благодарност до Александар и сите кои се вклучија во акцијата за донирање. Фудбалски клуб ОФК Малеш оваа година, буџетската 2020, од Советот при општина Берово началникот, за прв пат се двојно зголеми буџетот од 300.000 денари на 600.000 денари. Знаеме дека во спортот се потребни многу пари за еден клуб да обстојува. Тие средства се наменени само за играчите и за потребите на клубот. Сакаме да истакнеме дека добивме ваучер од Агенцијата за млади спорт од 150.000 денари. Голема благодарност, исто така сакам да истакнам до Александар Рунтевски, што покрене голема иницијатива за отварање на GoFund фондот за донација на средства за ОФК Малеш. Овие веќе се соберени, мислам, 1480 долари, што ќе ни бидат од голема помош, ама во нина се надавам дека и се зголемуваат, затоа што реално се стварно многу потребни финансии и здравје Боже, нашите амбиции се да играме за втора лига, а самиот старт дека тргаме, дека само учеството, котизацијата во втора лига е приближно 500.000 денари. Тоа се многу пари за една општина, за еден клуб како нас. За во недела очекуваме дека утакмицата ќе биде не лесна, значи нема ни една лесна утакмица, ама ќе биде во корист за нас, бидејќи Василево е послаб конкурент, се наоѓа последно место на табелата, но тоа ништо не мора да значи. Ние се спремаме целосно, не губиме од форма, максимално сме посветени. Инаку фудбалскиот клуб Малеш моментално се наоѓа на второто место на табелата во третата фудбалска лига Исток. Следното коло на градскиот стадион во Берово, Малеш го пречекува последно пласираниот клуб од Василево, а борбата за есенскиот шампион ќе се одлучува во последното коло со првопласираниот тим Брегалница од соседно Делчево, кој моментално има само еден бод предност над ОФК Малеш.